Благодарам, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Пред самиот почеток на пресконференцијата би сакал да проследиме видео од 28 јуни оваа година на Венко Филипче, каде што на трибина јасно кажува и прогнозира дека во август или септември пандемијата ќе завршила. За да се прогласи крај на една епидемија, треба 2 циклуси репродуктивни од 14 дена да нема диагностицирано случај и има некои предвидувања кај нас како тоа би можело да се случи ако продолжат овие трендови. Тоа би се случило некаде во месец август, можеби на почетокот на септември. Болниците се практично празни. Како што гледате, Венко Филипче по 10-ти пат ги излажа граѓаните дека ќе победил пандемијата, ќе завршела и со тоа ги охрабруваше. Наместо победа над пандемијата, власта на граѓаните им стави лисици со фашистички мерки, им го ограничува правото на движење. Наместо победа над пандемијата, сега сме на прагот пред 4-тиот бран, за кој што докторите и експертите велат дека ќе бил најопасен. Наместо победа над пандемијата, како што ветуваа, Филипче почна да ги дели граѓаните на вакцинирани и невакцинирани. Фашистичките мерки на СДСМ се крајно понижувачки за граѓаните и тоа од власта која што им ветуваше победа над пандемијата, а не нов 4-ти бран. Власта не смее во ниту еден случај да ги дели граѓаните на вакцинирани и невакцинирани, да им го ограничува правото на движење. Наместо ова треба да применува стимулативни мерки. Се уште власта нема јасен став дали невакцинираните ќе одат на своите работни места, дали невакцинираните професори ќе можат да им предаваат од септември на учениците и студентите, дали невакцинираните во јавната администрација ќе можат да услужуваат странки и така натака. Мерката која што имаат замислено на плажите додека се на одмор, очигледно немаат план како да ја спроведат, а нема ниту да имаат, бидејќи да имаат план, немаше воопшто да отпочнуваат вакво насилие кон граѓаните. Очигледно е дека целата пандемија има купување време и само одложување на хоророт кој што го истрпи народот во Република Македонија. Благодарам.